Драги сограѓани и почитувана јавност. Под нов превес се засилуваат обидите на странски структури да го окончаат процесот на промена на уставот и представуваат нови напади врз македонските национални одлики, историјата и посебноста на македонскиот народ. За субверзијата на народниот суверенитет кој е изразен во институциите и за наметнување на една нова реалност во која државата ќе ја роварат бугарски служби се наметнува преку овие нови прилики кои се однесуваат на промената на уставот. Поради оваа екзистенцијална опасност, до нас пристигнуваат информации од лица на раководни позиции во ВМРО ДПМН за наводни разговори помеѓу Христијан Мицковски и Димитар Ковачевски во посредништво со структури од соседна Бугарија, кои кулминираат со новиот модел за промена на уставот кој го предложи лидерот на опозицијата. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, преку лагата за безболен хрватски модел за промена на уставот, обелодени дека совршено се вклопува во плановите на неизбраниот премиер Димитар Ковачевски и пробугарското СДС. Минатото лето народот одлучно кажа не за бугаризацијата на Македонија преку така наречениот француски предлог и го искажа својот цивилизацијски пркос во борбата за самоопределување. Сега раководството на ВМРО ДПМН остава силен впечаток за силен амортизер на народното незадоволство и затоа скапо ќе чини формулирањето на нови лаги со СДС и со ДУИ. Вистината е дека со овој модел се исполнува софиската платформа. Како тројански конј, овој модел води кон повторно наметнување на францускиот предлог низ работните групи. Затоа и учеството во работните групи е знак на предавство. Компромис не смее да има, бидејќи ние не говориме за европска известност која следи, туку за силен аларм за бугаризација на Македонија и роварење на странските служби низ државата. Јасни се насилничките притисоци кои се вршат врз нашата држава и тие не соодветствуваат на било каква европска иднина. Јасно е дека ВМРО ДПМН се приклучува кон разнебитувањето кое го предводи Димитар Ковачевски. Но повеќе од се, јасни се опасностите кои неуморно демнат за бугарските служби според чија директива нашите домашни политичари се управуваат и за францускиот предлог кој беше изготвен во посредништво на Париз, но преку диалог помеѓу официјална Софија и пробугарските структури кои се овде на власт. Затоа и противењето на овој ултиматум кој го наметнуваат бугарските служби е чин на антифашизам. Како антифашистичка партија, левица останува доследна на своите ставови и во оваа крајна фаза на борбата против повампирените колонијални претензии на соседните земји остануваме одлучни. Промената на уставот е предавство и не за софиската платформа. Ова значи дека нема воопшто да поддржите никакви уставни измени и не бе разбрав што е спорно во тоа во преамбулата да стои дека Македонија е држава на македонскиот народ и националните малцинства кои што живеат со тоа што би се наброја. Убаво е да се разговара за овакви работи кога приликите би биле малку понеутрални, но според тоа што го дознаваме, повторно сакам да потенцирам. Од информации кои пристигнуваат нас, од раководни лица, од најголемата опозицијска партија, се разговара за наводни разговори помеѓу Христијан Мицковски и Димитар Ковачевски во посредништво со структури од соседна Бугарија. Целата поента е дека овој хрватски предлог ќе биде тројански конј и низ работните групи тој повторно ќе се трансформира во француски предлог. И затоа едноставно ние нема да учествуваме и се повеќе не загрижува тоа што лидерот на опозицијата и на ВМРО ДПМН бира да учествува во овие игри за разнебитување на Македонија и затоа не е ништо спорно, значи не треба да се полемизира, ситуацијата е јасна и затоа се јасни нашите постапки. Уште едно прашање во пат надвор од темата за покачените плати на функционерите. Имате и двајца пратеници. Дали сметате дека е во ред вакво покачување и дали како левица, како што споменав, имате двајца пратеници, но имате и на локално ниво директори, ќе направите нешто, ќе поднесете некакви измени на законско решение, ќе ги вратите парите? Така. Првично, на јавноста е јасно дека ова зголемување на платите во овој момент не е фер, затоа што народот поминува низ една страшна економска и енергетска криза и посебно убаво е да се нагласи дека политичката елита веќе навлегува во бизнисот со енергенците, значи тоа е очигледно, така да овие функционери за кои ние разговараме во политичкиот врв, тоа не се обични луѓе, тоа се луѓе од олигархијата и луѓе од олигархијата кои веќе го користат државниот апарат за добивање на плен преку криминални действија, ова зголемување во овој момент не е оправдано. Но од друга страна, јасно е и позицијата на левица во целиот овој дискурс,
А тоа е јасно преку законските решенија кои ние ги имаме нудено, кои се однесуваат за намалувањето на привилегиите на функционерите. Овие законски решенија не се поддржани, тие се однесуваат за укинување на апанажата и така понатаму. Овие законски решенија другите партии не ги поддржаа, затоа во оваа констелација моментално мислам дека нашите ставови се најасни. Некако се добива впечаток дека сите некако имаат некаква реакција во делот на ова прашање, дека во однос на покачување на платите на функционерите, па дури и на левица не го слушаме конкретниот став. Во услови кога на граѓаните им се нуди поевтин лимон, од друга страна добиваме впечаток за повисоки плати за дури 78%. Од влада века, па тоа е уставна одлука, треба да ја почитуваме, што не наговестува дека нешто ќе се направи за да се намали револтот кај граѓаните. Дали левица има некаков механизам во законодавниот дом кој што може да го искористи за да направи некакви промени во делот на законот со кој се утврдуваат плати? Видете, ова е многу убаво што вака го разговараме, затоа што веќе се ствара впечаток дека левица може нешто да направи, левица ќе направи, кога станува збор за неправди просто кои ги воочуваме. Значи не охрабрува тоа, но ние сепак сакаме да потсетиме дека се работи за два пратеника кои може понатаму да се зголемат и крајното решение е едноставно доверување на представничкиот мандат на друга партија, на партија од која очекувате дека ќе реагира за ваква состојба. Но се додека имаме сплотеност помеѓу олигархијата и политиката, кој изразена во премиерот, во спикерот на собранието, во лидерот на опозицијата, не можеме да очекуваме други прилики. И повторно ќе нагласам, убаво е што од левица ова се очекува, затоа што веќе не може од другите партии да се очекува да го бранат народниот интерес. И како што кажавте сами, веќе мислам дегутантно е во вакви услови да разговараме за вакво покачување, но повторно ќе напоменам, парламентарните избори и кога би биле редовни се доста блиску и тие промените таму почнуваат, а не. Дали дека ова е однапред договорено, ако се видат проекциите на буџетот од претходната година? И сега некако се донесе одеднаш одлука на Уставен суд, одлучи по некој анонимус на адвокат, дека ќе има покачување на платите за 78%. Апсолутно, и иницијативата на тој адвокат кој го спомнавте, мислам тој е близок со ВМРО ДПМН, значи очигледно е дека помеѓу двете најголеми партии постои сплотеност, од друга страна знаеме и за субверзијата на судството и влијанието на политиката над судството. Така да ви велам, во овој момент можеме да се согласиме дека е едноставно небулозно покачувањето во оваа форма и во овој момент, но повторно ќе нагласам, значи низ практични емпириски докази имаме покажано дека ние се бориме против ова дивење на политичко олигархиските интереси. И затоа, нели, повторно ќе кажам, не можеме да очекуваме другите партии дека ќе застанат во одбрана на народниот интерес. Да констатираме, нема да предложите законски измени. Па не е ова квиз за да констатираме и да добиваме конечни одговори, но повторно, значи во однос на оваа тема, убаво е да се нагласи дека веќе имаме поднесено законски решенија кои се однесуваат на привилегиите на функционерите, кои другите партии не ги предложиле. Така да тоа е убаво да се нагласи. Еве има декларативна поддршка, има дека ако достигнат такви измени, дека ќе ги прифатат двете страни, и ВМРО и СДСМ. Па повторно, значи дискусијата со ВМРО и СДСМ е очигледна, така да ние ќе чекаме да дојде тоа таму каде што треба да дојде и мислам дека нашиот одговор ќе биде соодветен. Имам уште едно прашање по овие тајни средби. На тие тајни средби тие се помеѓу Ковачевски и Мицкоски или има и посредници од бугарска страна, кои што споменавте? Така, значи, И детали, кога, каде? Ова води кон конечна парализа на државата, со тоа што ќе доведе до навлегување на бугарските служби во општествено-политичкиот живот. Според информациите кои ние ги имаме, се работи за наводни разговори во посредништво со структури од соседна Бугарија. Деталите во овој момент се тие кои можеме да ги изнесеме. Се работи за состојба која ќе ја следиме понатаму, но мислам дека е вредно да се излези пред јавност ова да се говори, затоа што повторно ќе напоменам, хрватскиот модел, така наречениот хрватски модел е тројански коњ со кој повторно треба да се вратиме на францускиот предлог, за кој македонскиот народ очигледно кажа не ова лето. Така да опасноста од ова е тоа што ВМРО ДПМН ова лето ги поддржа тие протести, но сега делува дека едноставно амортизира на тоа народно незадоволство и се додека левица е релевантен фактор и како ќе станува се порелевантен фактор, ние ќе се бориме против кумувањето помеѓу СДСМ, ВМРО ДПМН, па и нели вакво исполнувањето на туѓи агенди и интереси.
Ви благодарам.